Слово 23. За непоимливите хулни помисли. Погоре слушнавме дека од злиот корен и злата мајка произлегува уште полош плод. Од поганата гордост се раѓа непоимлива хула. Затоа и неа треба да ја изнесеме на виделина, зашто таа не е нешто ситно. Таа е еден непријател и противник кој што е многу поопасен од сите други. Што е уште полошо, ние не сме во состојба без тешкоти да му ги кажеме хулните помисли на нашиот духовен лекар, да ги исповедаме и да ги жигосаме. Заради ова многумина често паѓаа во очај и губеа надеж. Тој пакосен грев, како црв во дрво, и ми упропастуваше сета надеж. Овој сепоган демон често сака и на самата литургија и во самиот миг на осветување на даровите да хули на Господи и на светите дарови што се принесуваат. Тоа најасно и ни покажува дека тие беззакони, непоимливи и неискажливи зборови сушност во нас не ги изговара нашата душа, туку богопротивниот демон, кој од небото е фрлен затоа што и таму се обидел да хули на Господа. Бидејќи да се тие непристојни и недолични зборови на вистина мој, како тогаш, откако ќе примам причест се поклонувам, како би можел во исто време да пцујам и да благословувам? Голем број луѓе овој измамник и упропастител на души често ги доведувал и до лудило. Ниедна друга помисла не се исповеда толку тешко како оваа. Затоа таа често со многумина ја дочекува старост. А на демоните и на хулните помисли ништо толку не им дава сила во нападите против нас, како тоа што неисповедани ги негуваме и криеме во срцето. Никој не треба да се смета себе си виновник за хулните помисли. Господ е срцезналец. Тој разбира дека таквите зборови не се наши, туку на нашите непријатели. Пијанството е причина за сопнување, а гордоста причина на недостојните помисли. И иако оној што се сопнал не е виновен за самото сопнување, за пијанството секако ќе биде казнет. Штом ќе застанеме на молитва, тие нечисти и неискажливи помисли стануваат против нас. Кога молитвата ќе заврши, тие веднаш заминуваат. Тие без задоволство се впуштаат во борба со оние што не ни обрнуваат внимание на нив. Тој безбожен дух не само што хули на божеството и на се што е Божјо, туку во нас изговара и непристојни и најсрамни зборови, за да ја оставиме молитвата или да паднеме во очајание. Зашто овој зол и суров тиранин многу луѓе ги одвлекува од молитвата, многумина ги одвојува од светите тајни, на некој телото им го истоштува со тага, а други ги измачува со пост, не давајќи им ни миг почивка. Тој тоа го прави не само со мирјаните, туку и со луѓето што водат монашки живот, постојано говорејќи им дека нема да се спасат и дека се победени од сите неверници и од многобожци. Човекот кој сака да се спаси од духот на хулата што го вознемирува, добро нека знае дека неговата душа не е виновна, туку самиот нечист демон, кој му рекол на Господа: сите овие добра ќе ти ги дадам тебе ако паднеш и ми се поклониш. Спореди Матеј 4:9. Затоа и ние, презирајќи го и не придавајќи им никакво значење на помислите кои што тој ги уфрла во нас, да речеме: бегај од мене, Сатано, на Господа Бога свој ќе му се поклонувам и нему единиот ќе му служам. Спореди Матеј 4:10. А твојата мака и зборот твој ќе паднат на твојата глава во сегашниот и во идниот век. Спореди Псалм 7:17. Оној што на некој друг начин би сакал да го победи демонот на хулата, личи на човек кој со своите раце се обидува да фати молња. Зашто? Како да го фати? Како да се расправа и бори со оној кој одеднаш како ветер влегува во срцето и дури да трепнеш изговара збор и веднаш исчезнува.
Сите други противници стојат, ја прифаќаат борбата, се двоумат и му даваат време на оној што сака да ги нападне. А овој не. Напротив, што туку се појавил, стапува. Што туку прозборел, си оди. Тој демон често има обичај да се врти околу најпростодушните и наједноставните по ум. Зашто тие од тоа се вознемируваат и се збунуваат многу повеќе од другите луѓе. Во нив сето тоа се случува, може да се каже, не од гордост, туку од зависта на демоните. Како што човек заклучен во куќа ги слуша зборовите на надворешните минувачи, иако самиот со нив не разговара, така и душата, живеејќи во себе и слушајќи ги хулите на демоните, чувствува вознемиреност заради тоа што го зборува оној што поминува низ неа. Тој што ќе го презре овој демон, се ослободува и од страста, а кој мисли да води борба со него на некој друг начин, ќе му подлегне конечно. Зашто кој сака со зборови да ги совлада духовите, личи на човек што сака да ги врзе ветровите. Еден ревносен монах, измачуван од страна на овој демон, околу 20 години го исцрпуваше своето тело со пост и со бдеење. Но, бидејќи не почувствува никаква полза, ја испиша на хартија својата страст, па отиде кај еден свет човек и му ја даде да ја прочита. Се фрли со лицето на земја, така што не смееше ни в лице да го погледне светиот. А старецот го прочита она што беше напишано на хартијата, се насмевна, го подигна братот и му рече: "Стави ја раката, чедо, на мојот врат." Откако братот направи така, великиот му рече: "Тој грев нека биде на мојот врат, брате, без оглед на тоа колку години бил во тебе и уште колку ќе биде. Само ти немој да му придаваш никакво значење." Монахот потоа тврдеше дека уште не беше не излегол од ќелијата на старецот, а страста беше веќе исчезнала. Тоа со благодарност кон Христа ми го раскажа самиот монах што имаше паднато во ова искушение. Оној што однел победа над оваа страст, ја изгонил гордоста.